Топ тема, добро вечер. Фалени надвор, дома, да не мораат токму заради тие од надвор, не би ги ни есапеле. Тоа е генералната слика за независните институции кои со својата работа се клучен сегмент во контролата на работата на државните институции и заштитата на правата на граѓаните. До кога во европските извештаи ќе читаме дека клучниот недостаток е капацитетот на овие институции, зошто се нема и воља и демократски капацитет безпоговорно да се спроведат препораките кои што доаѓаат од Брисел. Ова се само дел од прашањата за вечерашната дебата со Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добро вечер. Благодарам за поканата. И Весна Бендевска, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Мојот избор, почитувани гледачи, е на овие две институции и некако ги има уште неколку кои што ја делат оваа судбина од констатацијата во најавата, дали е точна или не, ќе видиме во текот на дебатата. Но денеска е празник, 11 октомври, ден на востанието. Бендевска, еве би почна малку околу празникот, сте биле предходно и пратеник, па на празници дел од тие делегации кои што положуваат свеќиња по споменици, спомено-бележја, па учествуваат на различни пригоди, коктели и така натаму. Но зошто, а тоа е впечаток се повеќе и повеќе, зашто сите овие децении независност едноставно не успеавме да направиме традиција на едно заедничко граѓанско чествување на празниците, туку тие секоја се повод за раздор и се почесто сега гледаме дека власта и опозицијата си имаат своји манифестации. Па јас долги години не сум дел од политичкиот свет, но ќе ми дозволите најпрво на сите граѓани да им го честитам 11 октомври. Денот на востанието, денот кога со пукање на првата пушка во Прилеп започна народно-ослободителната и антифашистичка борба против фашистичкиот окупатор, во кој заедно, освен македонскиот народ, учествуваа припадници од сите заедници. Нека ни е честит, долговечен и да го прославуваме уште многу години во слободна и независна Македонија. Не го делам вашето мислење. Како дел од поранешните политички елити добивавме задача каде да положиме цвеќе и тоа беше формално наше присуство. Јас можам да говорам за моето семејство. За мене 2 август и 11 октомври не се семејни празници. Како ги одбележуваме? Најчесто со посета на партизанските гробишта во Битола, впрочем таму е погребан и мојот свекор. Така да, вашата констатација дали сме успеале или не, може би одговор ќе треба да добиете од актуелните политички елити. Прашањето беше насочено и кон начинот на кој актуелните и политичките елити секогаш кога се на власт, начинот на кој што ги организираат сите тие прослави се, впечатокот кај јавноста е дека како да ги организираат сами за себе, не за граѓаните, за народот. Повеќе во тој контекст. Ви го разбирам прашањето, но не чувствувам потреба да говорам во име на било која политичка елита. Имате поинаква... Моето лично искуство, мојата лична намера за чествување на овие два светли денови од македонската историја останува непроменета. Ивановска, еве прашање и до вас. Се сеќавате ли на некоја така поголема манифестација организирана за некој празник, а таа да не е наменета исклучиво согласно оние протоколи за, ајде да кажеме, политичката или општествена елита која според одредена таму пресеанс листа мора да присуствува по службена должност? Мене таков убав печаток ми остави прославата на плоштадот Македонија по референдумот во 1991 година.
тогаш некако така сите се сплотија и граѓани и политичари кои што беа буквално од сите политички партии некако како заеднички да беше и задоволството и да се чувствуваше и победа и така. Таа слика и кога ќе се повтори, кога ќе дојде 8 септември, нели обично вие медиумите знаете да се вратите наназад и да ги вратите тие слики, таа единствено ми остава некое чувство на заедничко настапување на сите политички партии во државата. Инаку го делам вашето мислење од аспект на како граѓанин сега, пошто ја никогаш не сум била во политички структури, нити сум имала наредба да одам било каде. Сега сте на функција, на позиција каде што подредени пресеанс листи барем би требало да ве поканат. Да, не покануваат кога е денот на независноста во собрание, тогаш не покануваат, да, и тогаш одиме и јас и членовите од комисијата, тоа е точно, меѓутоа зборуваме се за вакви празници како што е 11 октомври, јас да се приклучам кон честитката за празникот. Мислам дека недостасува заедничко чувство за почитување на традицијата, на историјата и дека тоа треба малце повеќе да го негуваме како нација. И мое лично мислење е дека кога ќе се поделат таму и таму ќе слави не знам кој, ваму и ваму ќе слави не знам кој, автоматски настанува и поделба на народот, на граѓаните. Кога на едно исто место би оделе и едни, и други, и трети, и пети, нели, сите одат на тоа место, сите мешано нека одат и на друго место да го одбележат празникот, тогаш и народот некако ќе биде посплотен. Мое лично мислење. Мислам дека така треба некако да се надминат тие јас сум од овие, ти си од оние. Мислам, тоа гледаме кај не носи, нигде не носи таквата поделба партиска. Подобре еден убав концерт или убава представа или било каков перформанс за сите, отколку поделени политички, спортски надпревари или било што, отколку овие изрежирани наменски говори кои што... Токму тоа изрежирани наменски говори по мене се со цел за добивање одредени поени кај граѓаните и тука, ама им штети тоа на граѓаните. Ги дели граѓаните и затоа мислам дека треба нешто заеднички да се организира. Да речеме на едно место нека се оди, ама представници од сите политички партии. Пример, зошто да не? Може да биде прослава и без политички говори. Беднеско уште едно прашање околу ова. Други времења беа тоа кога вие бевте пратени, јас тогаш бев активен собраниски репортер, но еве хипотетички. Кога денеска би биле дел од овој собраниски состав и нормално, тоа не е наредба. Се делат должностите, нели? Требало денеска, утрово, во текот на денот, да положите некаде цвеќе пред споменик на кој некои букви се избришани. Ке отидевте или не? Хипотетичко ептен прашање. Ајде да одговараме на хипотетичко прашање со хипотетички одговор, нели? Јас се залагам за принципот на еднакво. Ако е избришено бугарскиот окупатор, бидејќи некаде се бришеше. Да, за жал се бришеше, но не може да се избрише од меморијата. Бугарскиот фашистички окупатор во 1941 до 1944 година е познат и признат историски факт. Кога ќе се навратам на еден документ подпишан од председателот, од директорот на Националниот институт за историја за еден предмет што го работеше комисијата, вели зборовите бугарски фашистички окупатор не можат да представуваат намера, бидејќи историски ревизионизам не дозволува судот во Страсбур, а станува збор за ноторен историски факт кој го признава цела европска историја, освен Република Бугарија. И тоа е со подпис и печат од Националниот институт за историја. Добро, ова беше вака малку празнично, во чест на празникот. Првата пауза за реклами и почнуваме со дебатата околу она што е наша главна вечерашна тема.
Зошто властите без оглед на партиската боја многу повеќе сакаат независните контролни тела да ги третираат како декор во општеството. Тоа е главниот тематски наслов вечерва во Топ тема. Билјана Ивановска и Весна Бендевска се мои вечерашни гости. Ивановска, би почнал со вас, бидејќи вчера имавте продолжени или завршни зборови од судскиот... Не, почеток. Почеток. Подготвително. Добро, но тоа е еден своевиден преседан, кој ќе кажете дали ја потврдува или не онаа моја теза од почетокот. Судски процес, Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, против Државната комисија... Не против Државната комисија. Против... Граѓанска тужба против член на комисијата кој го реферирал предметот. Добро. Владимир Георгиев. Тоа е сепак ДКСК. Не го третира тоа никако ДКСК. Од тие причини нашиот адвокат Драган Малиновски, кој го застапуваше Владо, побара веднаш да се отфрли пријавата, затоа што беше нелегитимно сето тоа напишано. Граѓанска тужба против лице, член на комисијата, кое што може да има и спротивно мислење од тоа што го реферирал. Одлуката комисијата ја носи во целина. Не ја носи Владимир одлуката. Владимир му се паднало да го реферира предметот. Тоа можело да му се падне на било кој. Тоа можело да му се падне на било кој. Дури он може да ти против да гласа, ама ете, морал да реферира, сакам да кажам. Што хипотетички, ако почнеме хипотетички. И тамо вика против Владимир Георгиев, па ставен даночниот број на институцијата, па овластена од мене, па се против кого е пријавата. Малце и тука беше измешана таа тужба. Меѓутоа судиката рече дека дополнително ќе се произнела и така, макар што мислам дека е целосно неоснована, заради тоа што во нашите наоди нема клевета, напротив, има утврдени слабости во работењето на директорот, и тоа не само од страна на ДКСК, туку и од страна на Државниот завод за ревизија, кој што направи контрола на функционирањето на контролниот систем и издаде негативно мислење за усогласеноста на финансиските трансакции со законската регулатива. Во превод значи дека финансиските трансакции имало кои се спротивни на законот. Зашто ние побаравме иницијатива за одговорност, односно разрешување од страна на владата, а владата одговори дека ќе чека правосудните органи, бидејќи има и во јавното обвинителство иницијатива за кривично гонење, кога јавното обвинителство ќе се произнело, тогаш владата ќе реагира, бидејќи почитувала презумпција на невиност. По мене ова е несоодветно разграничување на двете работи, значи едно е иницијатива за одговорност за некој кој што не раководи како што треба, зашто утврдиле две независни институции, а друго е дали крадел или не. Дали крадел или не, ќе се утврди обвинителството. Тоа е сосема друго. Може динар да не земе, ама да не знае да раководи. Мислам, треба да се прави разлика. Што очигледно нашата влада не ја прави. Тоа беше еден пример каде што се очекуваше владата да не да покаже доблест, туку да постапи онака како што декларативно се залага, онака како што насекаде се фали дека има една институција која што е избрана на еден од најтранспарентните начини досега, меѓутоа досега не спровела ниту една одлука, вклучително тука беше одлуката, препораките ваши околу еден од директорите на МЕПСО, многу укажувања за неетичко однесување на министрите, и сега тука имаме од една страна непочитување на препораките на ДКСК, непочитување на кодексите, и прашањето е кој зашто постои, особено зашто е па тој етички кодекс, ако и според него дури и символични одлуки никој нема храброст да изрече. Етичкиот кодекс владата го донесе по препорака на Греко и тоа е добро што го направи, дури го усоврши се. Мислам, етичкиот кодекс им е во ред. Прашањето е како се имплементира и колку се почитува. И препораките кои што мислам дека беа многу оскудни во изминатиот период, опомени, да ги речеме, и тие не се испочитуваа. Значи, додека даде вице-премиерката опомена за Бујар Османи за возилото, дека го злоупотребува службеното возило, кажа дека дала опомена, веднаш трча новинарите,
на еден настан кај што ги кажувавме резултатите од спроведување на националната стратегија, новинарите веднаш доаѓаат со контрапрашање повторно дека го фатиле, дека го гледаат, дека си продолжува со начинот на користење на службеното возило. Мислам, што повеќе да кажем? Не допира до нив. Не допира до нив. Да, зошто не допира? Па зашто не допира? Ќе разговараме. Значи не може да каже дека јас бев на пауза во тој момент. Јас бев на пауза кога бев во седиштето на партијата да дадам изјава за државата, за државнички работи во односите со Бугарија. Ако е на пауза, не може да иде со службено возило, паузата е приватна работа, така? Мислам, не знам, за мене тоа се нелогичности, а за нив тоа е оправдано. Со еден збор. Денеска кај вас имаше друга ситуација со тужбата за Министерството за образование и наука околу учебниците. Прво морам да кажам, ова беше големо позитивно изненадување за јавноста дека, практично и ние не бевме, и новинарите не бевме свесни дека постои таква можност и на таков начин да се реагира до државните органи или органите на власт. Но првиот одговор не беше за вашите аргументи, колкав број на процент на учебници недостасуваат, колку време тоа трае, дека не се постапило по ваши укажувања од претходната година. Туку беше своеведен напад, јас би го сублимирал во еден збор, а зашто па баш сега им текна кога ние со години немаме учебници и односно имаме проблем со учебниците. Што тоа говори? Со самиот факт дека веќе следниот ден Министерството за образование и наука на својата веб страна објави 3 нови повици за формирање авторски тимови за одреден број на учебници, говори факт дека не обезбедиле учебници по секој наставен предмет, во секој оделение и на секој јазик на кој се изведува наставата во основно образование. Доказ дека комисијата утврдила факти врз база на нивна документација. Така да, точно и во право е, овој проблем со недостиг на учебници не е само оваа година. Но овој министер имаше доволно време да ги спроведе препораките на комисијата, имаше речиси повеќе од 4 месеци и имаше начин на кој ќе можеше да ги исполни препораките. Сега гледаме забрзано дека речиси секој ден изјавува. Обезбедивме учебници уште за еден предмет, уште за друг предмет, 34% од вкупниот број учебници за основно образование на 1 септември немаш. Нашата препорака беше кратка, децидна и јасна. Обезбедите учебници за секој ученик, за секој предмет, на секој наставен јазик, најдоцна до 31 август, ден пред почетокот на новата учебна година, и за тоа требаше писмено да не известат. Ние го обезбедивме тој документ, има архивски број, произлегува од МОН. Од вкупно 126 учебници, 46 не достига. Ке се согласите дека тоа е апсолутно, според нашето мислење, станува збор за огромна нееднаквост. Кога комисијата констатира дека дискриминацијата зафаќа голема популација, во овој случај илјадници ученици од основно образование, тогаш законот по кој работиме и ние и судот, законот е лекс генерализм, генерален закон за заштита и спречување од дискриминација. Тогаш вели комисијата треба да поведе тужба за заштита од дискриминација од јавен интерес на највисоко судско ниво. Судската заштита е највисока, бидејќи одлуките на судот се извршни. И комисијата постапуваше ни повеќе, ни помалку од своите законски овластувања. Точно е дека за прв пат беше ова, точно е дека возбудата, особено кон Министерството за образование и наука, и тука ќе морам да напоменам, не знам по кој пат, и органите во состав на Министерството, сите се инволвирани во процесот на креирање и обезбедување учебници, започнувајќи од Бирото за развој на образование, преку педагошката служба, завршува со
нормално контрола е Државниот просветен инспекторат, Националната комисија за учебници, па таа е тело формирана директно од влада, со разновид состав, со нели принципите на подеднаква етничка застапеност од заедниците. Тие даваат одобрение, а потоа Министерството за образование преку педагошката служба ги спроведува техничките работи. Распишува јавни набавки, избира И тука е најповолни многу лесно министерот на пресконференција да излезе и да каже, ама тоа не е моја надлежност, тоа е надлежност на Бирото за образование, па ние да се убедуваме со денови што значи тоа орган во состав, кој на кого, како му и зашто му одговара. За јавноста, кој е можниот правен епилог од оваа тужба, освен што јавноста конечно знае дека има орган кој што има и законска основа, но има и доблест да покаже со прст кон одредена институција, кога е во прашање дискриминацијата, да не помисли Ивановска дека тука не ги рачунам, бидејќи нивната надлежност е друга. Они веројатно околу тендерите ќе имаат многу работа. Да, ова заради тоа што е прв пат во историјата на независна Македонија една државна институција да даде тужба друга институција. Во моментот кога комисијата донесе одлука дека ќе поведе акцио популарис, така иначе се вика овој инструмент во правниот систем, во тој момент започнуваме со стратешко застапување на интересите на учениците, завземаме страна. Го штитиме правото на секој ученик да добие еднаков пристап до квалитетно образование. А го тужиме Министерството, бидејќи согласно Закон за влада, согласно Закон на органи за државна управа, тие и само тие, заедно со своите органи, се должни да обезбедат непречен и квалитетен процес на образование. Конечно, во Закон за учебници, учебникот е основно средство за здобивање на знаења и изведување на воспитно-наставниот процес. Тука е почетокот и тука е крајот. И јас сакам да видам како ќе се однесува судот. За прв пат две институции ќе бидат. Ајде да ги тестираме сите наши механизми кои ги имаме во раце како институции. И сакам да напоменам дека постапката согласно закон се води врз база на закон за водење на парнична постапка. Ја подготвуваме тужбата, нашите докази, нашите наоди. Мислам дека јавноста и навреме ќе биде информирана, но и ќе биде заинтересирана. Бидејќи ќе се согласиме. Квалитетно образование, особено во 21 век, подразбира еднакво пристап и на ученикот од рурално училиште, во рурална средина, и на ученик кој учи во познато централно скопско основно училиште. Тие треба да добиваат еднаков пристап, еднаков квалитет на образование. Ако држите до тој пристап, тогаш ќе имате многу проблем со владиното размислување, дека, например, со воведувањето на дигитализацијата, тие се должни да обезбедат компјутери или таблети само за социјално ранливите категории, а не за сите. Бидејќи ако воведувате обврска за нивно користење, тогаш не битене социјалниот статус. Едноставно на секој ученик треба да му го овозможите тоа, бидејќи можеби јас со моите размислувања сметам дека моето дете до 5, 6, 7, до 9 години не би требал да има толков интензивен пристап до компјутер или лаптоп или таблет. Дигиталните вештини се составен дел и предвидени во концепцијата донесена 2021 година и се добро нешто. Ние сме живееме во 21 век. Тоа не е спорно, меѓутоа идејата ми беше околу тоа што обезбедува државата. Па ние имаме рурални училишта кои немаат пристап, мислам, не се поврзани на електрична енергија и немаат вода, користење на вода. И тоа го знаеме. За да влеземе, да скокнеме неподготвени во една сериозна реформа која треба да се случува, државата ќе мора да се коригира својата стратегија, својот план и начин на кој ќе обезбеди еднакво. Оваа комисија
главна надлежност има да ја промовира еднаквост како универзално човеково право, да ја превенира дискриминацијата, да не дојди до случај на вака големи и обемни дискриминации и кога истите ќе се случат да врши заштита. Тоа е ни повеќе ни помалку основна надлежност на оваа комисија. Ние не ги обврзуваме, ние препорачуваме начин на кој ќе се обезбеди правото на еднаквост за секого. Затоа и сме формирани и тоа е наша работа. Ивановска, вие со многу попрецизни и поголеми ингеренции, но со многу поголеми маки и игнорирање. Зошто? Последниот пример, еве ќе го споменам, имаше една помпезна најава кога се случија оние реакции околу црните листи, обвинителствата, па наеднаш државниот обвинител почна инициираше подпишување на по кој знае кој пат нови меморандуми за соработки, заеднички акции и така натаму. За потоа кога дојде случајот со Трансмет, навредени, буквално да ви се скара, што би се рекло народски, да ви се наљути и дури да испрати соопштение, јас со вас повеќе не работа. Значи, како ние работиме, како постапуваме во рамките на нашите надлежности, постапуваме во функција на институциите. И нема тука желба, сакам, не сакам, овој ми се допаѓа, овој не ми се допаѓа. Значи, секој мора да постапува во рамките на своите законски надлежности. Меморандумот, подпишување на меморандум, што се случи нешто пред Мерко. Подпишување меморандумот е израз на добра волја дека ние соработката ќе ја надградиме некако поинаку, така? И тоа и се случи. Значи, редовно ги известувавме за предметите, го апдейтиравме Републичкото јавно обвинителство за сите предмети што се доставени до останатите обвинителства. И навистина имавме една солидна соработка. Имавме оттамо личност која што ни беше, нели, контакт поинт, со нас соработуваше и ни даваше конструктивни совети. Едноставно имавме многу добра соработка. Дури и Републичкиот јавен обвинител, 2 дена пред да го реферираме предметот, знаејќи дека ќе дојде неговата колешка кај нас на редовен состанок, дојде и тој. Се извини што дошол непоканет. Мојата реакција беше, па зарем треба специјални покани за вакви институции кои што треба да бидат во постојана комуникација и соработка. И се беше во ред. Значи, не беше тоа нешто ние да не ги известиме дека ќе го реферираме тој предмет на седница. Но во јавноста беше поинаку прикажано, дури навредливо за ДКСК, дека некои работи не сте ги знаеле, дека некои не сте можеле да ги доистражите, дека со некој со самата седница, со самото објавување сте им наштетиле на нив. Да, меѓутоа ние и во соопштението кажавме дека ние ништо што претходно не било кажано, го кажавме на таа седница. Ние само направивме една многу добра анализа, редејќи ги сите настани хронолошки како се случувале и тоа го обелоденивме и за да бидеме попрецизни и белешката ја споделивме и со медиумите. Значи сите има пристап до белешката. Што е тоа? Веројатно затоа што бевме многу прецизни, па предизвикавме таква реакција. Јас така си претпоставувам. Но тоа не значи дека соработката треба да престане. Значи ние треба да искочиме малце од нашето его. Пак ќе кажам, таму сме поради тоа што сме на функција, значи треба да функционираме и треба и мора да соработуваме. Ние и понатаму доставуваме иницијативи, доставуваме прегледи како што правевме и претходно, мислам тоа за нас како да речем не е пречка, затоа што нас не е должност тоа да го правиме према обвинителството. Колку егото на луѓето кои што раководат со институциите, но и егото на институциите како институции, односно немањето политичка волја, ви прави проблеми или ве фрустрира?
Се обидов, зашто го прашувам? Се обидов издвоив две мислења, два дела од мислењето за Државната комисија за ДКСК од последниот извештај на Европската комисија, ќе цитирам, извадев и за вас. Меѓу другото вели, заклучоците од нејзините редовни извештаи треба целосно да се разгледуваат. Напорите за подобрување на функционирањето на ДКСК треба да продолжат со натамошна распределба на финансиски и човекови ресурси. И вели, понатаму она што лани не го завршиле, треба да го завршат. Попрецизни се кај Комисијата за заштита од дискриминација. И не сте довадиле. Не довадив, има многу, само ги споменува. Да се спроведат препораките од минатата година, ама таа реченица се повторува со кај нив. И вели, истата реченица е и кај ДКСК, бидејќи препораките од претходната година беа само делумно спроведени, тие остануваат во важност. Во следната година земјата особено треба. И првата точка, да ги распредели необходните финансии и човекови ресурси. Мислам, не е смешно, се извинувам пред гледачите, меѓутоа понекогаш ми станува мачно да ги читам и повторувам овие реченици кои што очигледно никој не ги есапи. Човечки ресурси, што ја овозможуваат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација да стане целосно функционална и да ја зголеми соработката со Канцеларијата на Народниот правобранител. И сега еве, веројатно тука во еден целосен состав, тука можеби би требало да седи и Народниот правобранител и Државниот ревизор и да имаме една целосна комплексна слика. Кога објаснувате кои се маки вие ги имате за да дојдете до информации од институциите. А кога ние секоја година ги читаме овие извештаја, политичарите постојано им е Европа и Европа дома, као флоскула, постојано ја кажуваат, од тука логично се наметна тоа прашање: ве фрустрира ли сето од тоа? Или дали ова, може би, ова е најмалку тоа што ве фрустрира? Ми дозволите ли пола минута да ви кажам како е формирана Комисијата за спречување и заштита од дискриминација? Законот е донесен 30. октомври 2020 година. Изборот на 7 члена извршен на 25. јануари 2021 година. Ни дадоа известување и примивме хартија. Вие сте избран член на комисијата со мандат. 4 беа избрани со мандат од 5 години и тројца меѓу кои јас, со мандат од 3 години. Чекаме да не повика председателот на собранието, нели да дадеме свечана обврска. Ние не бира собранието и единствено одговараме за својата работа пред собранието. Нема, прашуваме, ќе не викнат, а не. Председателот Џафери смета дека не е потребно. Добро, што да правиме сега? Немаме услови, немаме вработени. Тогашната министерка за труд и социјала не покани, имаше и многу новинари, ама таа даваше за сосема друга тема некоја изјава. Лично меѓу нас се договоривме и побаравме од неа дозвола преку Министерството за труд и социјала да ги користиме просториите еднаш неделно во клубот на пратеници, како независна институција. Сакавме да ја докажеме однапред нашата независност. И не велат, имате буџет. Еве, планиран, буџетот е гласан, или минатата година. Имаме буџет. Немаме стручно лице кое ќе го користи. А како да обезбедиме стручно лице? Па за тоа треба да се пријавите во Централен регистар. Во Централен регистар се пријавивме, верувале или не, со пари лични од джебот. Првиот печат и првото мастилено перниче со пари од джепот го плативме за да можеме да се пријавиме и пред Министерство за финанси и потоа да склучиме договор со приватна фирма не да ни исплати плати. 3,5 месеци не земавме плата. Беше време на пандемија, еден колега заболе од корона. Замислете ситуација, јас не бев работена пред овој избор, но бидејќи се пријавува во агенцијата, имав здравствено. Во моментот кога стапив во работен однос, нели, бев избрана
4 месеци насред пандемија, јас и колегите немавме здравствено осигурување. Така започна ова институција, со многу желба, многу енергија и многу одговорност, знаејќи колку е важна како институција, исто како и другите 4 независни тела. Каде лежи зајакот? Во сите закони со кои се формираат овие независни институции, кај буџетирањето стои. Буџетите на овие тела се гласаат одделно од заедничкиот буџет. Знаете ли зошто? За да не трпиме никакво влијание заради финансиски недостатоци од Министерство за финансии како дел од влада. Буквално и децидно во нашиот член 15.7. Комисијата сама располага со средствата што ги добива во буџетот. Самостојно и независно. Бидејќи, како што кажав, треба да издвоиме средства за програми за превенција, за промоција. Како е во реалноста? Повторно за секој вработување согласно со министерот за финансии. За секој план, не само прво се пријавуваме во Министерство за информатичко општество и администрација за унапредувања, за нови вработувања, а потоа чукаме на вратата во Министерство за финансии. Ке бидам вулгарна, дури и за основни хигиенски потреби на комисијата, ние чекаме одобрување, нотирање, парав, иако имаме и средства и одобрен буџет. Околу висината на буџетот. Првиот буџет го проектиравме, немавме такви експертски искуства, преку еден проект од британска амбасада и избрана македонска фирма, Центар за управување со промени, го креиравме буџетот согласно надлежности. И побаравме 45 милиони денари. Колку добивме? 11 милиони и 500. 1/4. Индексот на пораст на број на представки 21-22 беше 300%. Во 23 година, до 30 септември, бројот на представки што ги работиме е 430, а лани цела година ја завршивме со 340 месечини. Ни се зголемува обемот на работа, што е добро. За нас тоа е основен индикатор дека граѓаните лека полека ја препознаваат институцијата и имаат доверба во нашата институција. А од друга страна, работиме со 16 вработени. Тука влегува и служба за финансии, за архива, тука влегува и за обработка на податоци. Ние работиме со благодарение на нашите партнери со кои обезбедуваме практикански програми, покриваме место. Не можеме навистина да одговориме на потребите на граѓаните конечно. Ивановска, не беше добра состојбата ниту со државната комисија, да не се навраќаме на сите оние проблеми со просторни услови и така натаму, меѓутоа овој проблем и натаму остана. Финансии и капацитети. Вака сега. Што недостасува? Значи вака сега. Во 19-та година, кога започна нашата функција, во комисијата беа 22 вработени во секретаријатот. Сега во секретаријатот има 50 вработени. Значи ситуацијата е променета и имајќи во предвид дека поминавме период во пандемија кога немавме можности да вработуваме. Значи не можам да бидам јас незадоволна во тој поглед, бидејќи преку јавен оглас, преку превземање, успеавме да го зголемиме бројот на вработените. Односно, тоа е веќе негде околу 130-140%. Исто така се зголемија и финансиските средства. Можеби не се кој знае колку, но ако тогаш имавме некои 30 на милиони, сега ние имаме околу 50 на милиони. Пак и тоа е... Одреагиравте кога Бендевска рече дека имаат само 11 милиони. Да. Значи, морам да кажам... Бидам попрецизна, следната година добивме дури нешто околу 15. Да. Видете, искуствата во другите држави во околинава, еве во Црна Гора, например, кажува 0,4% од државниот буџет треба да ги користи Агенцијата за спречување на корупција. Кај нас не е такво законското решение, меѓутоа јас морам да кажам дека до сега сме имале разбирање со Министерството за финансии, ни излегувале во пресред кога сме ги буџетирале потребите,
точно да кажеме, ни треба за тоа и да ги добиеме средствата, бидејќи ние за луксус пари не трошиме. Нити за службени возила, нити за репрезентација, нити за ништо. Динар не сме потрошиле за тоа. И за тоа сметам дека оправдано за другите потреби што се на комисијата, оправдано има буџетирање. Дотолку повеќе што и ние преку нашите прекршачни платни налози обезбедуваме значителен дел во буџетот, некои 4-5 милиони, значи сме вратиле преку постапките што се водат. Така што можам да кажам дека треба повеќе, се согласувам, треба да се јакнат капацитетите, се согласувам, но и до тука е направено значаен исчекор. Имајќи во предвид дека ние пола мандат го поминавме во непроменети услови, и просторни и совработен. Беше пандемија, беше едно, причени милион. Значи пола мандат отиде така, но сепак испорачавме многу поразлични резултати од претходно. Во останатиот период сме ги зајакнале ресурсите, и човечки ресурси, и финансиски ресурси, добивме простори како што треба, тренинг центар сме направиле, значи многу повеќе сме постигнале, многу уште треба да се доработува, но сме поставиле, мислам дека сме поставиле здрави темели за развој на институцијата понатаму. Ќе се прави сега, почна веќе да се подготвува нова функционална анализа согласно надлежностите за подобрување на... Чекайте да не го заборават огласот, бидејќи успеа да заборават дека една клучна институција како ОТА ќе остане без директор. Одиме на пауза за реклама. Се враќаме назад во студиото. Ивановска, ако се подобри делот околу финансиите и кадровската опременост, веќе сумирате, бидејќи уште 4 месеци ви остануваат, ги сумирате резултатите. Каде се ги лоцирате клучните проблеми? Обично народниот правобранител има една добра пракса и во сите своји извештаи има едно списоче што јавно го објавува, страница на срамот, јас би ја нарекол, која институција најдобро соработува, која најмалку, каде имале најмногу проблеми, кој реагира на нивните тој дел они што си го имаат препораки. Ние редовно го известуваме собранието според законот како што мора. Значи годишен извештај до 31 март се поднесува до собранието на Република Северна Македонија. Меѓутоа овој пат и порано ќе го поднесеме со оглед на тоа што мандатот ни завршува во февруари. Ние ќе се потрудиме до крајот на јануари да го поднесеме годишниот извештај каде што ќе бидат сумирани сите овие податоци, а инаку за меѓународниот ден за борба против корупција ќе направиме еден инфографик како еден вид отчет пред јавноста што сме направили, како сме направили и со какви проблеми сме се сочиле. Најмногу од се боде очи тоа што не се спроведуваат ниту активностите предвидени во националната стратегија, која што патем речено е од собранието донесена и има тежина на закон. Од една страна, потоа препораките упатени до институциите, исто низок процент, само 30% е спроведени. Меѓутоа, кога рековте не соработуваат институциите, би сакала да напоменам дека во последно време, особено, имате институции, дали се тоа почесто се градоначалници на општини, кои едноставно го плаќаат прекршочниот платен налог, значи го признаваат прекршокот дека не поднеле документи, не одговориле на нашето барање за потребна документација во предвидениот рок и повторно не поднесуваат. Значи, ова веќе почна како тренд да станува и тоа веќе загрижувачко и ние се чудиме што да правиме со овие случаи, бидејќи во законот не дефинира ништо понатаму. Не разбирате? Имате и ситуација кога и поединци кои што направивме, нели се сеќавате една акција голема кога беа опфатени 710 избрани именувани лица кои што немаа поднесени анкетни листови. За сите беа подготвени прекршачни платни налози, горе-доле ги платија налозите и поднесоа анкетни листови, меѓутоа останаа некои кои што ги платија и не поднесоа. Значи, што со тие такви ситуации? Сега ние ќе го известиме органот кој што нели ги именувал и сето тоа понатаму дека тоа всушност е непочитување на законот и се. Меѓутоа, како може да си дозволат да не го почитуваат законот, да не доставуваат потребна документација и да не доставуваат впрочем и анкетен лист? Тоа е прашањето. Куштри Махмети дојде да си ја земе
Пуштрима Рамадани. Ра- Овој од МЕПСО што беше Да. директорот, тој си плати и остана да биде директор. А си го плати прекршокот затоа што имаше забрана во нашиот закон дека после функцијата во регулаторна комисија не може да биде директор. Си го плати прекршочниот платен налог, остана да биде директор и никому ништо и се бунеше против тоа како ние да имаме нешто против неговата стручност. Напротив, значи никој не навлегува во стручноста. Кога дојде за неполна година или колку беше периодот, не е ни битно, ново партиско пазарење, отиде човекот никому ништо. Ајде со здраве. Ни бунење, ни бутор. Тоа значи дека наспроти ова намалување на казните во кривичниот законник би требало да се размисли за зголемување на прекршоците или друга казна за функционерите ако е оваа веќе толку голема појава. Ама одмерувањето на казните е цела наука. И кај нас и во тој казнениот законник што се донесе по утра брза постапка. Значи, ако ние сакаме да се соочиме со проблемот што го имаме и гледаме дека некое дело се повторува, нели, злоупотреба на службена должност, кај нас е најчеста ситуација која што ја имаме во нашите предмети. И тие членови се укинуваат или организиран криминал или членот Имате ли предмети до обвинителство што сега буквално ќе страдаат? Имате направено таква анализа? Ние немаме направено таква анализа кој ќе страда. Новинарите излегува со тие, нели, што би Мислев застареле. на предмети евентуално кои што вие по тие членови сте ги покренали до обвинителството, а кои што може да... Па, на обвинителството онака не постапува по предметите. Мене, еве сега, например, идејки навака, повторно ми излезе пред очи зградата на паркингот Holiday Inn, стасала до не знам кој спрат тамо, а веќе 2,5 години и повеќе, можеби има од 2,5 години, како е предметот даден во јавно обвинителство и се уште немате од тамо никаков резултат. Станува збор за план кој што е неусогласен со генералниот урбанистички план. Ако тука реагираше обвинителството и покренеше постапка против сите учесници кои што, нели, учествувале во подготовката на тој план, му ја одземеше лиценцата на планерот, што направил таков план нестручен, не е во согласност со генералниот план. И на сите понатаму, и во општината, и во градот Скопје, и во министерството, дали ќе се повторуваше понатаму истиот проблем? Еве го со треска сега, вие пак имате неусогласен детален урбанистички план со генералниот, ама тоа си оди си се даваат дозволи без никаков проблем, ке имате и пренаселеност, и поголема густина, и секи имате. Значи, требаше пред 4 години, пред колку ќе му дое таму 2,5 години да се реагира на тој предмет, бидејќи навистина е издржан предмет. И ги има сите потребни документи, а не знам што вештачат 3 години да му се нема. Бенеска, колку се дискриминаторите подисциплинирани по изрекувањето на прекршоците? 14 барања 2022, од кои за 9 судовите повеле прекршочни постапки. Стои во извештајот, ова е за 2022. Да. Се забележува тенденцијата дека конечно и прекршочните судови почнаа да препознаваат. Имавме проблем кога за прв пат поднесувавме прекршочни постапки против утврден дискриминатор, не сваќајќи дека за кое дело не прашува. За неисполнување на препорака содржана во мислењето. Така стои во законот и никако поинако. Меѓутоа, навистина трендот се подобрува. Се почесто судовите препознаваат и утврдуваат одговорност. Имавме и баш онака беше симпатично, бидејќи јасно ни е кој може да врши дискриминација. Секој од позиција на моќ. Работата е што ние не делуваме само кон државни и локални институции, туку и кон приватни моќни субјекти. Тие додуше и најчесто вршат дискриминација врз своите работени затоа што Законот за работни односи не пружа доволна заштита на работничките права, за жал. Но се подобрува ситуацијата. Некако на почеток и самиот термин дискриминација беше недоволно познат пред јавноста, па бевме од онаа новата комисија, имавме навистина една многу симпатична случка. Отидовме на ненајавен увид во едно големо јавно предпријатие и господјата која беше на капија се представуваме комисија за спречување и заштита од дискриминација. Директор е антикорупцијска вебара. Не сме антикорупцијска, антидискриминацијска. Но сега веќе
се надменува. Стануваме видливи. Сакам да верувам во име на сите членови на комисијата дека се сами го трасиравме патот не заради нас. Состави ќе се менуваат. Вработени веќе има. Ова институција ќе мора да живее. Тоа ми е, бидејќи влегуваме во завршница, која е пораката да не се повторува онаа постојана слика на едните исти оценки, едноставно на вистина да им се овозможи на сите овие институции да се работат својата работа. Јас би сакала една порака до сите, особено до највисоките државни институции. Дозволете им на телата, на независните тела да вршат својата работа, придонесуваме, верувајте, придонесуваме за добри оценки од страна на мониторинг мисиите. А тој препораката да се применуваат препораките на независните институции. Институции. Како комисија не сме ние репресивно тело, ние сме корективно тело. Ние укажуваме, обидувајќи се да иницираме промени на подобро во цело општество. Вашиот мандат завршува во јануари, вашиот мандат завршува во февруари. Споминав пред рекламите, имаме чудна ситуација во која што собранието едноставно заборава дека клучни институции како што се случи еве сега со ОТ можат да останат без раководител, како впрочем што заборавија дека АВМУ веќе ние со години составот на АВМУ незаконски и така натаму. Кои се накратко роковите кога може да почнат постапките, бидејќи дефинирани се во законот постапките, но со оглед на близината на редовните претседателски избори, нели собранието ќе престане да држи седници и работните тела нема да заседаваат, а изборите одат преку комисиите за избори и именувања. Односно, прво претседателот на собрание на седница ќе мора да бара гласање за објавување на јавен оглас, има своји рокови, па потоа да заседава комисијата за избори и именувања. Доколку не го направат тоа, и комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а и комисијата и ДКСК ќе останат без членови и без моќ на одлучување. Значи, кај да е некаде крајот на месецот. Огласот за нашиот изборот на членови во нашата комисија треба да се објави на 8 ноември. Ние разговаравме со претседателката на комисијата за избори и именување и мислам дека нема да го заборават рокот, дека ќе си постапат законски, имаат доволно период и за да не остане комисијата без членови, дотолку повеќе што доаѓа изборен период, а знаете дека во изборен период оваа комисија, оваа институција наша има посебни надлежности за следење на изборниот процес и за следење на финансирање на кампањите на политичките партии, така што мислам дека е многу важно уште пред Нова година да заврши. Ноември и декември може да се заврши со целокупната постапка. Имајќи во предвид дека за нашиот избор за 2 недели се заврши под будно око на меѓународната заедница, сега може за 2 месеци. Не мора да се чекат да се одолговлекува 3 месеци, па после Нова година, па јануари, па заседавале, па не заседавале. Треба сериозно да се свати работата, бидејќи кај нас немаме ние право ниту на повторен избор, ниту да бидеме до избор на нова комисија. 7 февруар ние си одиме крај. Што значи дека комисијата, односно членовите на идната комисија треба да се бидат as soon as possible избрани до Нова година најдобро. Не го знам точниот распоред за билатералните скрининзи, кога ќе дојде антидискриминација да реферира во Брисел и дали ќе реферира. Вие по неколку поглавја сте... Ние во сите поглавја. Сте биле. Ние сме во сите поглавја хоризонтално поставени, бидејќи буквално секаде нели корупцијата се провлекува во сите сектори и јас и понекогаш и од колеги мои одиме во Брисел и сме присутни на сите билатерални скрининзи. Сосема за крај, обично се вели дека се тоа состаноци зад затворени врати, такви се правилата. Може ли од прилика да ни кажете што прашуваат?
Значи, Еве, ве секој прашуваат ли како нас тука за одредени случаи или генерално за законска поставеност? Значи, имаат они агенда што се треба да содржи една презентација, треба да се каже кои се надлежностите, каква е усогласеноста со ЕУ регулативите, какви се идните планови, какви се проблемите. Од прилика министерствата, односно нели сите овие институции кои што учествуваат тамо се задржуваат на тој редослед во презентацијата, а јас известувам што прави Државната комисија во делот на политиките на интегритет, бидејќи да не забораваме дека ние сме пред се превентивен орган, потоа националната стратегија, докаде, како се спроведува, бидејќи ако сакаме нели да се справиме со корупцијата на стратешки начин, треба да се спроведат активностите предвидени во националната стратегија. И потоа конкретно, доколку од тоа поглавје е дел од националната стратегија, таму се предвидени и активности, дали се спроведени или дали не спроведени, јас тоа го известувам. Доколку не е дел од националната стратегија, тогаш имаме или од работа по предмети, па се дефинира некаква појава, или од ревизорски извештај, укажуваме на клучните слабости што постојат во тој дел, во тоа поглавје. Тоа ние го правиме, да речеме, антикорупцијска. Значи има инструменти, сепак работите. И даваме препораки како тоа да се надмине, и вообичаено препораката од страна на представникот на Европската комисија е дека треба да се имаат во предвид нашите препораки и тие да се вградат потоа во патоказот. Јас ви благодарам што бевте вечерва гости во топ тема, во оваа празнична вечер, и се надевам дел од овие апели, особено и за слабостите и за позитивните страни, ќе допрати до најголем дел од Јас само една реченица Да. сакам да кажам, секогаш ќе повторам. Сите ние работиме за иста фирма. Тоа е нашата држава. И граѓаните. И граѓаните. И за исти работодавач. Така, и од Ние тој аспект работиме треба... за граѓаните, Билјана. Аз Добро, те ама разбира, граѓаните придонесуваме живеат- за Граѓаните живеат во оваа држава, сакам да За кажам. Значи, подобрување ние на- работиме сите за иста цел. Што значи дека малце, она што го спомнавте вие претходно, егото и суетата, сето тоа треба да се стави на страна и да се гледа заедничкиот интерес. Бендеска има искуство и политиката, знае дека тоа оди многу тешко, но и работите ќе се менуваат. Мора. но не смееме да се откажеме, нели? Да. Ви благодарам уште еднаш, вам Благодарим почитувани, за ви поканата. благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.